Часовничарот Јован Арсов повеќе од половина век лебот го вади прецизно, местејќи ги запчаниците и стрелките на часовниците. Не сака да го напушти занаетот, зашто нема кој да ја наследи неговата вештина. Тој е еден од двајцата часовничари кои постојат во Кочани, градот каде старите занаети веќе изумираат. Шивачи, калајджи, ковачи веќе нема, останаа по неколкумина кондурџи и тоа е се. Заменети се со фризерите, козметичарите, угостителите, кои денеска се најбројни. Саачијата Ванчо, како што го знаат кочанци, вели дека од своји 15 години почнал да го изучува саачиството. Не е наследно кај него, затоа што никој од неговите блиски не бил часовничар. Но љубовта кон занаетот бил главниот мотив да го научи саачиството. Занаетот бара прецизност, упорност и трпеливост во работата, па затоа и младите не се одлучуваат да го учат, вели Јован Арсов, подсетувајќи се на почетоците на изучување на занаетот. Одам у Белград. Таму останувам еден месец дена и тоа кај еден познат мајстор македонец до хотел Славија. Меѓутоа не се договоривме за работа и заправо за платата. Од Белград напуштам и одам у Арангеловац. Таму останувам 3 месеца. Бех задоволен од работата, меѓутоа местото си е свое, знаеш, и камено си тече на местото и враќам се пак во Кочани. И отварам своја фирма, дуќан, па до ден денешен работам. И овој занает трпи унапредување и постојано усовршување, посебно по излегувањето на електронските сати. Тој бил и на семинар во Русија за усовршување на новите методи и начини на работа за поправка на електронските часовници. Арсов вели дека за овој занает треба да го служи видот, но користи и лупа и пинцети, затоа што работи со многу ситни делови. Многу се ситни делови, меѓу тоа страпливоста, па и на секој ако му вибрират раците или тоа треба стабилност, треба прецизност. Дешава се многу пати и порано, па и сега по 4-5 сата да седам. Арсов во неговиот скромен дуќан чува саати постари и од 150 години, кои се уште се во функција и работат. Од занаитите не се живее, вели Арсов, непрофитабилни се, но сепак, додека го служи здравието, нема да се откаже од саачиството.